Фотографската уметност има своја историја. Таа е под директно влијание од развојот на техниката и на технологијата. Светлината е примарниот услов да се создаваат приказни со помош на светлината и она што е исто така многу значајно е автентичниот печат што секој од фотографите го дава при своето фотографирање. Дали постојат разлики помеѓу жена фотографка и маж фотограф, како тие ги гледаат процесите, појавите и настаните низ својот објектив, меѓутоа и каков е женскиот модалитет и женскиот принцип во самата фотографија. Зборуваме со Марина Атанасовиќ, инаку председателка на Фотоклуб Куманово, и тоа по повод изложбата организирана за Интернационалниот ден на жената, наречена Жената и фотографијата, токму од Фотоклуб Куманово. Што се е застапено на оваа изложба, какви фотографии има годинава и од каде е идејата да се организира изложба токму на овој ден и на оваа тема ќе откриеме во нашиот денешен разговор со Марина Атанасовиќ. Во моментот се наоѓаме во Центар за култура во Куманово, по еден многу бав повод поставена изложба на фотографии. Можам да кажам дека традиционално веќе се обележува Интернационалниот ден на жената во рамките на Фотоклуб Куманово со нивните активности. Тоа е исто така традиционалната изложба која што секоја година вие како Фотоклуб Куманово ја организирате и ја поставувате. Па ме интересира малку повеќе, Марина, да го фатиме оној аспект колку време веќе се организира оваа изложба и кои се вашите очекувања годинава? Имате ли доволно заинтересираност од фотографите и фотографките кои што изложуваат и дали има доволно заинтересираност од кумановската и македонската публика? Добар ден. Најпрво да ве поздравам, благодарам за поканата за ова интервју баш пред активностите на Фотоклуб Куманово во поглед на 8 март. Па вака, ова изложба е 9-то издание оваа година, наше прво чедо на Фотоклуб Куманово, и некако прерасна од година во година, се повеќе и повеќе имавме ангажирани фотографки и повеќе нормално посетители. Веќе прерасна во еден поголем проект, каде што нема само изложување на фотографии од страна на фотографки, туку веќе имаме и предавања во локални училишта, фотошколи исто во локални училишта, во кои што младите ученички се запознаваат со основи на фотографија. А потоа на предавањата нормално беа поканети видни личности од кумановското општество, жени претежно, и кои што зборуваа за жената во уметноста денес, на кои што предавања, например, интерактивно. Ученичките поставуваа прашања, имаше доста фини излагања и се стави акцент на моќта на жената и нејзиното творење, се со цел да се отворат младите, да се активираат, да можат повеќе да се свртат кон уметноста и да креират. Така. Имаше ли посетеност во изминатите години? Знаеме дека организиравте изложби и во време на COVID. Дали тогаш имаше, да кажам, физичка посетеност со однос на сите оние мерки за физичка дистанца што ги преземавме или за поголема заштита од COVID? И дали после тоа, еве 2022 година, кога ја организиравте изложбата, забележавте дека се зголемува бројот на присутните на публиката и на заинтересираните млади луѓе да учествуваат во предавањата и да бидат дел од изложбата, па макар и како посетители? За чудо едно, фотографијата во последниве десетина години доживува некаков бум. Предпоставувам дека затоа што е многу застапена на овие социјални мрежи кои што сега се актуелни, Инстаграм, Фејсбук, каде што младите ентузијасти тука испробуваат, експериментираат во однос на фотографијата, баш канели е застапена не само во дигиталната апаратура, туку ги има на сите смартфони, на секаде. И доста голем број на заинтересираност имаме секоја година и доста голем број на посетители. Мислам дека ова е една од најпосетените изложби воопшто во Центар за култура во Куманово. Мора да кажеме дека е национална изложба и покрај тоа што се организира во рамките на Фотоклуб Куманово и во рамките на Центарот за култура Куманово, денеска ќе биде отварањето, значи на 8 март на Интернационалниот ден на жената, меѓутоа колку време ќе трае и што очекувате, каков фидбек и каква цел сакате да постигнете со овие активности кои што ги преземате во рамките на Интернационалниот ден на жената?
Па да, вечер е отворањето на изложбата во пресрет на 8 март, на самиот ден, во 19 часот во оваа установа, Национална установа Центар за култура Трајко Прокопиев. Се надеваме дека од оваа година па натака бројката не само што ќе се зголеми, туку ќе се дуплира и дека активностите кај младите ученички ќе брилираат и ако успееме барем некои од тие млади ученички утре да препознаеме во светот на фотографијата, во светот на уметноста, тоа ќе биде супер за нас. Целта ќе биде постигната. Да кажеме дека ти си еден од доајените на фотографијата во рамките на Куманово, сега си председателка на Фотоклуб Куманово и ме интересира да те представиме и од таа визура на фотографка. И сама спомна во твоите одговори дека фотографијата денеска представува една попривлечна уметност и дека младите луѓе сакаат да се занимаваат со фотографијата поради дигиталниот маркетинг и социјалните мрежи и целата примена, спектарот на примена што фотографијата може да го најде денеска во нашата посредна или непосредна комуникација. Што тебе ти беше инспирација да почнеш да се занимаваш со фотографијата и која е таа, да кажам, плюс димензија, плюс можност што ја дава фотографската уметност ти како уметник да се изразиш? Почна тоа 2013. Мислам, имав и претходно некои аспирации кон фотографијата, ама мислам дека кај фотографијата се најдов, баш во тој медиум, затоа што тука можам слободно да си ги изразам своите чувства, своите мисли, своите идеи, од портрети до пейзажи, сите емоции можам да ги фатам. Најчесто за тоа многу ми се допаѓаше фотографијата, затоа прибегнав кон неа, изучив фотокурс за уметничка фотографија, од која почнав да фотографирам, се надоградувам. Се уште се надоградувам, не можам да кажам дека сум на некој ниво на мастер фотограф, ама се надоградувам од година во година се повеќе и се надевам дека освен на интернационални салони на кои што добивам награди, ќе заплавам и во водите да излагам и на некои познати музеи, можеби во странство. Така, јас искрено ти го посакувам тоа. Жените и фотографијата е тематската единица на ова изложба на фотографии и она што обично се провлекува во народен контекст е дека жената како објект на уметноста воопшто, па еве и на фотографијата, инспиративна за фотографите баш поради нејзината убавина. Дали само убавината е димензија која што ги инспирира фотографите или во женскиот објект на фотографијата или макар во женскиот принцип ако не е женски лик или женска фигура, која е таа плюс карактеристика како фотографите и фотографките обично ја презентираат жените и дали има разлика дали преку апаратот, односно преку машето што ја представува жената, дали фотограф или фотографка, има ли разлика како маша, како жена гледаат на женскиот објект во фотографијата? Генерално мислам дека нема, индивидуално е се. Иако мислам дека може би, пристапот кон како ги прикажуваме жените, тука може да бараме некои различности. Мислам дека ние сме малку по-суптилни, по-нежни и баш таа страна сакаме да ја прикажеме на жената. Иако, например, обично кога јас прикажувам женски субјекти во своите фотографии, сакам да ја нагласам нивната моќ, нивната сила. Се зависно што фотографирам, ако ги ставам, например, во природа, во пейзажи, тука веќе символиката ја барам со обновување, со плодност, таква символика тука некако наоѓам. Или, например, во домот, ако ја фотографирам, имам тука исто така двојни некои представи своји, или ке сакам да ја прикажам, ако ја прикажам во домот како мајка, каде што е домот безбедно место, каде што е нежност прикажана, или пак од друга страна каде што е затворена. Значи зависи од контекстот, ама сепак мислам дека на некој по-интимен, по-нежен начин, по-суптилен пристап имаат фотографките во однос на фотографите. Нема да ми замерат, се разбира.
развој во фотографската уметност несомнено дава нова димензија на фотографијата, без разлика на тоа дали жените ќе се појават во својство на објекти на фотографијата, односно ќе бидат главните ликови во создавање на фотографската приказна, или ќе бидат фотографки, односно преку својот објектив ќе раскажат некоја приказна. Несомнено, жените исто така имаат поразлична визура и поинаку го бојат, обликуваат и му даваат поинакво значење на светот. Преку фотографијата го создаваат, односно го прикажуваат својот светоглед и фотографската уметност се развива и станува многу послоевита, токму благодарение на присуството на жените во историскиот развој на фотографијата. Во продолжение разговараме и за иднината на фотографијата и дали фотографската уметност е под ризик да биде заменета со некои нови технологии, односно со некои нови авторства во рамките на фотографијата, кои целосно ќе го сменат нејзиниот облик и нејзиниот опис, со што фотографската уметност ќе престане да постои онаква каква што ние досега ја знаевме. Дали има некоја порака која што сакаш да ја прикажеш ти преку твојот објектив кога фотографираш женски принцип или женски лик или женска фигура? Каква е таа жена која што сакаш да ја видиш во иднината? Гласна, која што се бори за унапредување на своите права, која што се бори за рамноправност, или сакаш да ја видиш како помудра, некако да кажам да влијае од сенка, меѓутоа да е доминантна? Каква жена гледаш преку твојот објектив, односно каква сакаш да ни ја прикажеш од една идеалистичка, можеби, позиција? Повторно, зависно од моменталната психичка состојба, тоа што фотографирам си има нели свое, но кога би избрала што повеќе сакам да фотографирам, сакам и жените да бидат гласни, но повеќе сакам да бидат и мудри и можеби со своите дела да ги акцентираат своите гласови и да го кажат тоа што сакаат на некој поинаков начин, можеби уметноста е како пример. Фотографијата, не мора, сликарството исто така, театарот, книгата, перото. Значи повеќе така сакам да ја видам жената, што велиш мудри некои моменти кои што она може да ги украде и да ги пренесе и тоа да изрази на некој начин активност кај другите, да поттикне активизам. Так, дали тоа значи дека уметноста ја сметаш како една слободна зона каде што не важи никаква цензура и каде што можеме да го кажеме сето она што го мислиме, го посакуваме, го идеализираме без при тоа да се наметнуваме во некои општествено-политички контексти или шаблони и да кажам кои што ни создаваат некоја пречка, обструкција во говорот, а уметноста можеби ја разбираш како тотално слободен медиум каде што сите можеме да се изразиме. Може, да, се разбира дека е слободен медиум, но и тука пак имам двојба по ова прашање, зашто не сите размислуваат исто и не сите ги искажуваат преку своите дела исто своите замисли. Така да секако е слободен медиум, но и интерпретацијата која што се наметнува во фотографијата и во било која уметност, тоа е исто индивидуална за секој гледач, за секој слушател, за секој читач. Како ја разбираш фотографската уметност, како субјективна, како индивидуална, или сепак сметаш дека треба да се држиме до определени естетички правила, можеби правила кои што самата фотографска уметност ги наметнува на уметниците, на што ги учиш практично сите оние млади луѓе кои што доаѓаат на овие курсеви, дали да бидат послободни, да ја пуштат имагинацијата на волја и онака да се похрабри, посубјективни, или сепак да следат некои правила кои што ги наметнува фотографската некои уметност? шаблони. На почеток ги учам дека има правила во компонирање на фотографии, ги учам за сите елементи, за сите предизвици кои што треба да ги избегнуваат, грешки кои што може да настанат, а на крај кога ќе го совладаат малку тој дел, потоа им кажувам дека секоја отстапка од било кое правило се разбира дека е потребна и визуелна и моќна во однос на други обични фотографии. Така да сакам да ги учам на работи кои што треба да внимаваат, ама од друга страна сакам да ги научам и самите да избираат, да кршат некои бариери, да кршат некои правила, да можат сами да знаат каде би може да изманипулираат во својата креација.
Дали повеќе, затоа што знам дека си поборник повеќе на класичните форми, на класичните стилови, дали можеби фотографијата ја гледаш повеќе како авангардна уметност, она која што најавува промени и која што на некој начин ни ја отвора перспективата кон иднината, една посветла иднина за која што се бориме похрабро, или она покласична, да кажам, варијанта, поконзервативна? Каква си во фотографската уметност лично ти како уметник? Јас мислам дека сум ова првото, дека сакам со своите фотографии да покренам некои движења, да скршам некои бариери, некои норми да изместам. Мислам дека сум таква. Да, и покрај тоа што, например, фотографијата нели е статична, сепак мислам дека во тие рамки може да се гледа и движење зависно тоа што прикажуваш. Повторно, тука може преку фотографија можеш да допреш до многу теми, можеш да освоиш многу срца и можеш да, како да кажам, многу неправди да изнесеш на виделина, така да не е статична, туку веќе е многу динамична фотографијата. Јас сакам таква да прикажувам. Сега не знам колку успевам во тоа, ама идејата ми е движечка сила во фотографијата. Да, тоа е следното прашање кое што сакав да ти го поставам, делумно ми го одговори, но еве дали преку фотографијата обично ние како лаици ја третираме како еден тип на спомен на убави работи кои што ни се случиле во животот, па ги фотографираме само убавите моменти од нашиот живот. Дали сметаш дека фотографијата треба да има таа прагматичка цел, да ни служи само да ги забележиме убавите спомени и да направиме некоја, да имаме можност да направиме ретроспектива на нашиот живот, биографска, само за убавите моменти, или напротив фотографијата треба да се користи како еден критички модус кон општествената стварност, кон политичката стварност, кон она што се случува можеби на нашето секојдневно равниште? И двете. Дефинитивно, значи толку е моќна фотографијата да преку неја може да се запазат оние убави моменти и убави работи во што се случуваат околу нас и во природата. И зошто да не ги прикажеме, и зошто на некој начин ако гледаме фотографии кои што се убави, се потсетуваме дека има и убавини во светот. Во однос на убавиот дел, во однос на оние неубавите работи, се разбира дека и за тие тука може да се дискутира, зашто некогаш е многу битно да обрнеме внимание и на тоа што не сака секој да зборува за тоа. И исто така тоа што ќе го видиме да не поттикне или некој друг да поттикне на некаква акција. Така. Ти спомна и дека фотографијата многу често се третира како статична уметност, и тоа е точно затоа што ние фаќаме со фотографијата една временска секвенца, односно моментот кој што го прикажуваме преку фотографијата. Меѓутоа, ја има ли таа моќ фотографијата барем да навести или да даде можност да се антиципира некоја динамика или некое движење, да намести некоја промена, да е, да кажам, примордијалната точка од каде што ќе се случи некој скок во некоја револуција, во некоја поголема промена? Како ти лично ја доживуваш фотографијата? И тука може да се дискутира за двоен поглед на фотографијата. Да, фотографијата е момент заробен во вечноста и како таков нормално дека е статички прикажан и не може да се менува, а од друга страна тоа што го прикажуваш на самата фотографија и те како може да разбуди и да разбурка и политички структури и невладини организации и еколошки здруженија за да можат нешто да направат. Едноставно можат и да прикажат работи кои што да прикажат свет кон кој може некој утре да се стреми. А што повеќе прикажуваме и што повеќе гледаме работи какви што сакаме да бидат, тогаш тоа ќе се пренесе на некој глобално ниво и ќе стане како огинче. Така е. Со која фраза повеќе ќе се согласиш? Дека фотографијата е ехо на минатото, затоа што ги бележи случките кои што веќе се случиле во некоја минато, во некоја историја, или дека фотографијата е уметност на иднината? Јас би кажала уметност на иднината, иако нормално, затоа што, нели, како што кажав, го фаќа моментот, го заробува во времето, е и ехо на минатото. Повеќе сакам да творам и, мислам, лично гледам и дека други фотографии, дека тоа име некакво форте деновиве, сакаат да представат работи со кои што ќе може да се оди во иднина. Како што кажав, нели, убав свет, како што сакаме да изгледа, и како што сакаме да го прикажеме на некој начин, ако може таквата фотографија, таквите дела да инспирираат, побуни да инспирираат било каков тип на реакција, се разбира дека води кон иднината.
Така, ова е само еден почетен проект на Фотоклуб Куманово. Еве во март организирате изложба на фотографии по повод Интернационалниот ден на жената. Може да ја најавиме и програмата или некои капитални проекти на Фотоклуб Куманово, што следно имате во план, што следно ќе се организира, да ги заинтригираме можеби нашите гледачи повеќе и да ви дадат поддршка и да следат вашата работа. Да, ова ни е прво во ова тековна година. Прво нешто кое што Фотоклуб Куманово од почетокот на година го почнува како прв проект ни е жените и фотографијата. Во однос на понатамошните проекти имаме исто две интернационални изложби, фотоприказна и плей и игра, да. Тие се интернационални салони во кои што учествуваат познати фотографи од целиот свет. Исто така доста видни, доста познати и доста посетувани. Едната е во април, другата е во септември, а како наше многу големо чедо, уште поголемо од жените и фотографијата, тука би го нагласила Малински фотофестивал, кој секоја година го одржуваме некаде крајот на мај, почетокот на јуни. Така да, за љубителите на фотографската уметност, почетокот на мај, тоест крајот на мај, почетокот на јуни би требало да биде дестинација Куманово. Така. Благодарение на вашата вредна и успешна работа, веќе Куманово се препознава како град каде што има талентирани уметници, особено талентирани фотографи. Ви посакувам многу успешна изложба, во смисла посетена изложба вечерва за жените и фотографијата, меѓутоа и сите останати проекти кои што ги најави, се надевам дека ќе успеете да ги исполните и остварите сите цели кои што ви се зацртани. Ви посакувам генерално успешна работа, да ве служи ентузијазмот и волјата и посветеноста со која што ја работите оваа работа. Ти благодарам за денешното гостување во емисијата Мој ствар. Благодарам. Еве ќе искористам приликата да ги поканам сите гледачи да дојдат вечерва на изложбата во 19 часот жените и фотографијата и во исто време да им го честитам 8 март на сите дами. Во денешната емисија Мој збор водевме разговор на тема фотографска уметност, а особено акцентирање ставивме токму на жените и фотографијата на изложбата која што во моментот е отворена во Центарот за култура во Куманово, организирана од Фотоклуб Куманово по повод Интернационалниот ден на жената, односно Интернационалниот ден на женските права. Зборувавме за тоа каква е фотографската уметност под влијание на жени, фотографки кои творат во рамките на фотографската уметност, но и што се го символизира женскиот принцип низ објективот на еден фотограф. Откривме дека фотографијата не би можела да се замисли во својата онтологија, односно во рамките на својата семиологија, доколку жените фотографки активно не се вклучуваат во обликување на фотографската уметност и прикажување на автентични светогледи преку својот објектив. Вие следевте емисијата Мој збор, а јас ви закажувам повторна средба веќе следната сабота.